Ѓузепо му ја подарува зборливата цепеница на својот другар Карло. Во тој момент намина кај Ѓузепо неговиот стар пријател верглашот Карло. Некогаш Карло со шапка и со многу убав вергал одеше во град на град и со песна и свирка си заработуваше за живот. Сега беше веќе стар и болен, а неговиот вергал одамна расипан. Здраво, Ѓузепо, рече тој, влегувајќи во работилницата. А зошто седиш на земи? Загубив, една мала бурма, туку нека ја, одговори Ѓузепо и подолго погледна кон цепеницата. Ами ти, старче, како ми живееш? Лошо, одговори Карло. Постојано размислувам на кој начин би можел нешто да заработам и да купам леп. Барем ти да ми помогнеш, да ме посоветуваш, да ме поучиш. Или лесна работа, рече весело Ѓузепо и си помисли. Ќе се ослободам сега од оваа проклета цепеница. Ништо полесно, пријателе, ете тука, на тезгето гледаш? Има одлична цепеница. Земи ја, Карло, и однеси ја дома. Тажно рече Карло. А што ќе правам после? Ќе ја однесам дома цепеницата, а во моето одајче ни огниште нема. Сериозно ти зборувам, Карло. Земи едно ноже, изделкај од цепеницава кукла, научи ја да зборува разни смешни зборови, да пее и игра и тргни со неа по куќите. Ќе заработиш така за парче леп и чаша вино. Во тој момент од тезгето каде што стоеше цепеницата писна весело гласче. Браво, прекрасно смислено, модерно су. Ѓузепо пак се стресна од страв, а Карло само зачудено се обзираше. Од каде доаѓа гласот? Ти благодарам, Ѓузепо, за советот. Ајде, дај ми ја таа твоја цепеница. Тогаш Ѓузепо ја дофати цепеницата и бргу му ја подаде на пријателот. Но дали поради тоа што беше му ја подал незгодно, или таа само од себе, туку гледаш, цепеницата подрипна и го чукна Карла по глава. Аха, такви ли се твоите подароци? Навредено викна Карло. Прости, пријателе, јас не те удрив. Значи јас сам се удрив по глава? Не, другар, цепеницата треба сама да те удрила. Лажеш, ти ме удри. Не, јас. Јас и досега знаев дека си пијаница, мударносу, рече Карло. Ама ти си бил и лажго. Ах ти, сакаш и да навредуваш, викна Ѓузепо. Ајде, дојди поблиску. Дојди ти поблиску да те зграпчам за носот. Двајцата старци се наежија и почнаа да се нафрлаат еден на друг. Карло го дофати Ѓузепа за мудриот нос, а Ѓузепо го грабна Карла за белите влакна што му растеа само уште околу ушите. Потоа почнаа убаво да се удираат со тупаници по слабини, а за тоа време острото гласче од тезгето квичеше и подбуцнуваше. Удри посилно! Најпосле, кога старците се уморија и зазбиваа, Ѓузепо рече. Ајде да се простиме. Па добро, ајде, одговори Карло. И откако се избакнаа, Карло ја зеде цепеницата под мишка и си појде дома.